Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на подкастот Митови и факти. Овој пат ќе говориме за новинарството, но не за било кој дел од новинарството, туку за она најпопуларното, тоа е спортското новинарство, а за гостин го имаме, нели, најпопуларниот спортски новинар на сите времиња во Македонија, тоа е Атанас Костовски. Добар ден. Имам амандман. Зошто? Пред Атанас Костовски постоеше Никола Солдатов. Не, ја не велам дека си ти прв или највозрасен, ја велам дека Ивко си... Панговски. Ја велам најпопуларен. Не, моја должност е да гледаме- подсетам на оние од кои сум учил и кои на некој начин ми помогнале Значи, за една ваква формулација. немам намера да го намалувам ликот и делото на Солдатов и Панговски, но сега ти работеше на телевизија, тие двајца и не работеа на телевизија, не беа толку популарни Да. како тебе, да. Сепак, да, како се вели, основоположник на спортското новинарство на телевизија е твојот гост. Ете, така, тоа можеме да се сложим и двајцата. И еве да прашаме, нели, една од најпопуларните личности во нашата земја, во историјата на Македонија, е Атанас Костовски, кој веќе долго време е во пензија, едно време те гледавме, нели, и активен беше и како пензионер, но во последниве години те нема толку многу во фокусот на вниманието, освен по некоја колумна во Слободен печат. Што прави денеска Атанас Костовски? Па колумните и натаму, барем на 3 месеци се присутни, Да. слабо гледам. Аха. Некојаш денот ми почнуваше со Весникот, сега со она, веројатно, популарна емисија на радио Скопје, на Македонското радио, деновиве пред години. Ајде вака да речеме, денеска е 29 април. Добро. Да те прашам, кога изгреа сонцето во Скопје? Па не знам. Станувам подосна. Тамо негде после 7 часот и 10 минути во астрономскиот календар на радио-телевизија или на Македонското радио ќе чуете дека денеска е 119-тиот ден од годината, дека денот трае 13 часа 58 минути. А ако да речеме 1 час подоцна ги гледате вестите на Сител, ќе чуете дека денот трае 12 часа и 5 минути. 14 часа и 5 минути. Ако пак во меѓувреме прочитате на Мијат за денешниот дан, веројатно е тоа и некој трет податок. Те прашувам, има 2 вистини денеска во твојата Македонија? Има повеќе вистини во ова наша Македонија, еко за времето се сложувам, не би требало да има, да. Па разликата воздушна линија меѓу телевизијата на Сител и Македонската радио телевизија, веројатно е, може би, метри. Тоа беше и главниот мотив мој за ова твое гостување. Значи, стандардите денеска се толку паднати што дури ние се изненадуваме кога чуеме дека во некогашно ТВ Скопје се работело вака или така, нели, на некој многу попрофесионален начин, иако тоа е пред некои 50-60 години. Во меѓувреме технологијата стана многу по лесна за работење, многу понапредна. Веројатно сме и на ти. Секако. Некаде 2002-2006 година јас бев, како се вика тоа, хонорарец во телевизија. Хонорарец уредник. Во Канал 5 заедно. Тогаш беше мој уредник. Да. Како беше? Беше интересно. Процесот на производство многу тешок. Замислите, снимателот наш добива 30 метри филмска лента, а има задача да снима 90 минути фудбалски надпревар. А тие 30 метри се само 3 минути. А фудбалот трае 90 минути. Тогаш свира, немаш она дополнување 45 плюс 45. Кога да вклучи камерата, кога е неинтересно. Најинтересно кога ќе падне гол. Катастрофа беше ако во тие 3 минути паднат 7 гола, а снимателот не сними гол. А пишуваме кој снима.
И што Тоа правевте? значи врвна професионалност, инстинкт, да се вклучи камерата кога треба, не да се гледа лево и десно, него низ. А тоа беше камера на навивање. Па потоа производството многу тешко, многу време. Треба да се развие филмот. Па треба да се монтира. Се монтираше со жилец, се гребеше лентата, па се лепеше со ацетон, после со селотейп и така натаму. Па, Бога ми, голот лесно паѓа, ама додека го види телевизискиот гледач, многу време треба да помине. И во такви едни услови сепак успевавте, нели, да правите извешта и тогаш ти со твоите колеги. Најинтересно е да речеме дека телевизија Скопје почна со редовно емитуе на своја собствена програма на 14 декември 1964 година. Јас сум, значи, телевизиски првоборец, учесник во првиот дневник, иако според шпицата што на 50 годишнината и сега емитува телевизија Скопје ме нема, сум исфрлен, се употребени ножици, зошто? Не знам. Можете да ги прашате. Ајде ќе стигнеме до тоа, зошто, ама малку подосна. Јас ќе ти одговорам зошто, ама малку подосна. Не, јас немам оправдување. Мислам, факт е тоа, дека најавува Снежана Липковска, дека спикерскија двојка се Бранка Станковска и Александар Ацев, дека уредникот на дневникот Љубен Апостолски настапува и на крајот, како што тоа е ред, настапува и спортскиот новинар, тогаш беше Атанас Костовски. И го нема тоа. Сега сите овие напред ги има, само овој последниот го нема. А се случи тоа кога се славеше 50 години на телевизија Скопје. Кој време беше тоа? Сега беше... Па пред неколку години, да. Не. Како сега не? ова минатата година се славеше 60 години. Па значи пред 10 години. Мене ме повикаа да учествувам во дневникот. На 50 годишнината со задоволство пријави. Прифатив. Меѓутоа во 13 часот го гледам дневникот, најавуваат прослава 50 години, подсетија и на првиот дневник. Кога видов дека се употребени ножиците, свртев телефон, кога ќе го вратите, кога ќе ги вратите фактите, така се вика емисијата, не? Да. Она што било пред 50 години, ќе дојдам. Не ги врати и не отидов. Добро, новинарите ние сме суетни, велат, можеби најсуетни меѓу сите професии, меѓутоа кога некој ги врти фактите, кој ја фалсификува историјата, треба да се реагира. Еве сега ќе се сетам, да речеме, 1965 година телевизија Скопје врши директен пренос од Конгресот на Комунистичката или на Сојузот на комунистите на Македонија, од свечената сала на Собранието. Немавме репортажна кола, ни дојде од Белград, реферат поднесе Крстет Црвенковски, тогашниот председател или секретар, не знам како се викаше, и јас бев асистент на Коле Петровски. Уносо материјали и така натаму, реализација Вилјо Личеновски и така. После неколку години Крстет Црвенковски доби жол картон. Падна таа либералната влада. Либералната влада падна, или идеја. А ние имавме од тој конгрес многу фотографии со колегите од Белград и во ходниците на телевизија Скопје во Нерези, таму кај што е Телма сега, беа закачени. И дојде наредба од озгора, фотографиите, сликите да ги симнат. Ги симнавме. На колегиум некој рече, ајде сега да земеме ножици и да ги сечеме и сердите од документација каде што е. И Крсте, добро е што се побунивме. Да. Сликите да, документацијата не сме да се чепне, а ако не треба Крсте да биде на слика, тоаш преснимајте, направите копија без некој.
основниот материјал мора да постои. Тоа е историјата наша. И се сеќавам, прв генерален директор ми беше Драги Тосија, од полиција дојде, директор на телевизијата беше Лиљана Манева, главен уредник Иван Тошевски. И на еден од првите колегиуми Драги Тосија дојде гостин и рече: сите живи илинденци, тоа е 1964 година, да се забележат на филмска камера и на лента тонска. Се снимаше посебно тон, посебно слика. Симон Дракул и Гого Ивановски, еминентни наши писатели, беа задолжени за тој проект. Сите живи илинденци тогашни во тој момент беа снимени. Не знам дали првоборците од 1941 се сите снимени. Тоа е нашата историја. Да. Кога вистински луѓе ќе бидат на вистинско место. А се чува ли тоа во архивите денеска? Ја би се запрашал дали е тоа баш така, не сум сигурен. Од 2001 година не сум бил во телевизијата, бев 2 пати. Последен пат колегата Тони Стојановски ме покани на 30 годишнината од првиот надпревар на македонската фудбалска репрезентација. Го вршев тој пренос, го обезбедивме, беше 13 октомври 1993 година. Да, значи, со Словенија, да. Да, со Словенија 4:1. Мислев јас после тој надпревар дека долго ќе исчекориме на европската фудбалска сцена. Толку добро игравме. Драго ми е, фантастично изгледаше. И драго ми е што имаме директен пренос. И еве, со задоцнување, но никаш не е доцна. И уште еднаш да му се заблагодарам и на Трифун Костовски, и на Слободан Вујчич, братцо, кој не е веќе меѓу живите, едниот ги плати продукционите трошоци на телевизија Љубјана, другиот пак откупните телевизиски права, без денар на македонската телевизија не го имавме првиот директен пренос од странство на нашите фудбалери, на задоволство веројатно на целокупната македонска, не само фудбалска и спортска јавност. И сега во твојата, ако идете на Википедија, има кратка биографија на Атанас Костовски, многу кратка, јас би рекол, значи тоа е опомена и критика за тие наши волонтери кои што ако работат некој работи, да, сум прочитал да речеме, недостасува можеби темелите на новинарството на Атанас Костовски. Да. Оние 2 најзначени години од новинарството поминати во студентски збор 1958 до 60 година. Да, малку да разговараме. Значи, твоите се почетоци во студентски збор, така? Штета е што не ја носам првата фотографија. Ја чувам, а таа е Атанас Костовски и Мирко Миронски во улога на чистачи на канцеларијата. Мој прв уредник е Мирко Миронски. Зошто му благодарам. Па во студентски збор влегуваме во канцеларијата. И Валкано. И нечисто, нормално. Таму кај што треба да седнеме, зачистивме. Да. И првиот новинарски час. Јас пред тоа имав и цртано карикатури објавено во Млад борец, ама како средношколец, интересна приказна, тогаш почувствував дека стварно новинарството е сила, како ја вика, 7 сила. Но малку подоцна за тоа. И ми вели, очигледно сакаш, ко сакаш новинарството, да, сакаш да бидеш, да, не заборави. Она што со своите очи ќе видиш и со своите уши ќе чуеш, пишувај за тоа. А ако некој нешто ти каже, или си чул, провери го најмалку од 2 страни, и едната и втората. Немој да пуштиш глас, да напишеш збор без да провериш факт. Зборуваме за факти.
И навистина мене ми се случи Иван Тошевски, како прв човек на телевизија Скопје, ме кани од Млад борец 1964, тоа е некаде април, значи да поминам во редовите на проектот на телевизија Скопје, ке почне негде од есен да се емитува. Прифатив, а тогаш бев уредник на внатрешно-политичката рубрика на Млад борец. А еве зошто. Ај за Млад борец нешто. Еве зошто, само ова да кажам, во конкуренција на Живко Чинко, Владо Урошевич, Благо Иванов, Петар Табошковски, Петрема Андреевски, малку подоцна, и Божин Павловски, Плуа Старова, Димитар Мричев и така натаму, единствен чист на некој начин новинар беа сите овие литерари, пишувачи на раскази, на романи, на поезија. Писатели. И јас бев уредник на таа внатрешно-политичка рубрика. Многу придонесов, би рекол, самиот во истражувањето на историјата на Млад борец, бидејќи славевме 20 години, 22 март 1964 година, 20 години од првиот македонски вестник. И дали е тоа првиот македонски вестник? Не е Нова Македонија, така? Не е Нова Македонија. Нова Македонија на 29 октомври 1964, а како предигра или пробно издание на Нова Македонија на 27 октомври се печати, тоа е прво печатено издание на Млад борец. А она во март на 22 е на Шапилограф. Го спомнам Славко Јаневски, Крсте Црвенковски, Лиljana Чамар Тахири, не знам кои беа меѓу првите уредници. Славко Јаневски има напишано на цртано Млад борец. Тоа логото што е. Логото на Млад борец. И сега се враќаме на телевизијата. Вели Иван Тошевски да дојдеш. Ке дојдам, ама вика за собраниски известувач. Јас како уредник на внатрешно-политички. Не, ја викам ке се вратам, ако дојдам на нов медиум, на првата љубов, на спортското новинарство. И така поминав од 1 септември. А чекај, првата љубов каде беше? Во студентски збор беше спортското новинарство? Во студентски збор. А првата љубов е 1952 година. Е, тој надпревар Југославија, Советски сојуз во Тампере. Си слушал за составот Беара Станковиќ Црнковиќ, Чековски, Хорват, Бошков, Огнјанов, Митич, Вукас Бобек Зебец, селектор Александар Тирнанич. Тој е најдобриот состав. Играат... Што е гледале Монтевидео, нели во филмот? Монтевидео, да. Играат Југославија и Советски сојуз. Југославија во Тампере води со 5-1. Остануваат уште 5-6 минути до крајот или 10, не знам. И сега ти си таму така во... Не сум таму, јас слушам радиопренос. Го слушам Хрвоје Мацановиќ и Радоје Марковиќ. И одам на едни другари, постари од мене, секој сум се држал со повозрастни, им пренесувам како резултатот оди. Војко ми имаше радио, а Војко ми пак беше за време на војната, ова втората, курир на Димче Беловски, на Љупчо Арсов. И им кажувам 5-1, сите се радуваат, се враќа 5-5. Што се случува? Еден фудбалер, извореден хокеар на мраз, Бобров во последните 10 минути ни дава 4 гола, 5-5. Хрвоје Мацановиќ го слушам, го нема гласот на Радоје Марковиќ. Радоје Марковиќ загубува глас во тие последни, да. А Радоје Марковиќ е пак на крајот од живот Пекшевски зет
Јас сум иначе од Пекчево, подсети ме да раскажем и таа интересна епизода. И во повторениот надпревар Југославија победи со 3:1. Игравме финале со Унгарија, изгубиме Пушкаш, тогаш играше, изгубиме 2:0. Имаше фотографија, карикатура, борба, ја пренесе веројатно и Македонија. Сталин слуша пренос и со секера го крши радиото. Аха, демек Од 5-1, 5-5. Да. Хелсинки, 1952 Да не утре година. Иначе тоа е првиот надпревар кој оставил впечаток кај тебе, така да кажеме, бидејќи си го слушал па си пренесувал. Тогаш отприлика изгледа го засакав новинарството и спортското новинарство. Веројатно. Веројатно е тоа. И еве сега македонска телевизија, кој беше првиот пренос што го направивте таму? Значи првиот пренос на со претпоставам и Атанас Костовски првиот пренос. Добро, прескокнавме стварно млад борец. Темели се тоа во новинарство. Мислиш прво да имаме на млад борец? Не само тоа да кажам каква генерација. Тука се нема непознато име. Познато име во македонското културно било какво живење што не поминала низ млад борец. Да. Тоа беше школа. Школа која не знам дали некојаш ќе се повтори. И другарство, и се учеше едноставно од великани на нашето подочно севкупно живење. Добро, телевизија Скопје почнавме во октомври, јас 1 септември поминав, и каде сега да се малку научи телевизија. И јас си реков, ајде што подалеку ќе одам во Љубјана. Одевте као на некои подготовки, обуки. Да, постоеше веќе ЈРТ. И одедов во Љубјана, се запозна со Бено Хвала. Тој беше уредник на телевизискиот обзорник, телевизискиот дневник. Да. И прва задача што ми даде, рече, ајде, така, прошетај малку. Види, низ Љубена што е нешто интересно. Што да е интересно, не знам што, ајде. Реков, пешачки премини како поминуваат, ми даде камера да направам прилог и така натаму. Направив, но се допадна. Учив. Имаше еден емисија жива, учествував во неа. Томаш Терчек ја водеше. Ме прашува нешто, јас му одговорам на македонски. Вика, не вем. Не разбира? Не разбира. Јас пак продолжив да зборам на македонски. И добро, завршиме како што завршиме, и потоа, вика, зашто не си говорио српско-хрватски? Па како да зборувам српско-хрватски? Јас сум овде поради тоа што сум македонец. Македонец зборува македонски јазик. Јас утре ке зборам. Ова викам што сега се емитуваше во живо, го слуша и моите во Скопје. Јас дојден овде да учам телевизија, но со мојот мајчин јазик. И нисам мислио тако. Па јас сум за тоа да мислам така, викам. Тоа беа меѓу првите зборови изговорени на телевизијата на македонски јазик. И им благодарам на словенците. Бено Хвала, да речеме, дојде овде 1968 или 7, сега не сеќава, 9-та, имавме светско првенство во кајак на води овде. Јас го поканив него да ни биде консултант. Најтешката работа ја работеше.
на капиите, немаме ни електроника, на капиите казнени бодови, ако кај карот кој поминува ја додирне капијата, Да, има казнени бодови. Казнени поени. Он на секоја врата, ајде се на македонски, не капија, стави телефон. И тој мораше, а он во репортажната кола, мора да му јави. А он е на најтешко место, он мораше казнени поени да па. Да дава, да додава во времето, фактички. Да додава во времето. Да. Направиме извореден пренос благодарение на него. Најтешката работа работеше. Па тоа е многу тешко, тоа не знам и денеска веројатно добро, сега денеска е тоа електронски, автоматски, сигурно многу полесно, ама ете гледаш тука со колите како се правело тоа. Меѓутоа школа помината, да речеме во Словенија во тоа време и телевизиска беа добри темели за надградба. Да. Она што ќе се научи на почетокот останува за секогаш. Добра е школата словеначка. За многу нешта, па и за телевизиското и спортското новинарство. Сега, ајде да дојдеме, нели, да се преселиме на телевизијата, 64-та година, првиот дневник и кога почна првите преноси или се почека со Па неаве репортажна кола. Знаеш како се емитуваше? Добро, ајде ние двајцата едно време во Канал 5, јас кога се пенсионирав, ти почнуваш или не знам, поминавме до заедничко време. Така неколку години имавме, да. Да. Немавме ние телекино. Ние емитувавме на платно, слика, а од платото, тоа е киноплатно. Добро. Со камера го пренесуваме до телевизорите, до екраните. Процес. И не беше веројатно стиката добра, не стануваше збор па колор телевизија. Меѓутоа, сега почеток е тешок, нормално. Речеме, се сеќавам, отиде колегата Ѓоко Поповски снимател да снима фудбал Вардар Динамо во Загреб. Вардар изгуби 2-0 и сега монтиране и така натаму од телекиното на платно, а камерата од платното емитува до телевизорските екрани. Да. Значи немаме она телекино директно што се вклучува, да. Вклучува директно. Некој мораше посредно да има меѓу простор со себе. И ја гледам, не можам да видам сликата, што се вели треба да прокоментирам. Вардар Динамо Вардар, Не, Динамо Вардар. Динамо Вардар, да. Испративме снимател во Загреб. Да. Ѓоко Поповски Гањо. Извореден професионалец. Апсолутно. Школа од Кино Вардар. Не го познавав добро, да. Од Филм Вардар. Не од Кино Вардар, од Филм Вардар. Да, Вардар филм, да. Играше и фудбал, тој беше и дури фудбалер на Вардар. Известен период. Извореден професионалец. Немаше за него тешка работа. Како еднаш сме се карале двајцата дури на Маврово, она алпска патека, ја поминуваме сега да видиме каде може да се постават камери, па и се скаравме по пат. Ама имавме и малку едно шишенце Со нешто. Со нешто, би ги ладно. И он го саме зеде и отиде напред, ама некаде на полово патот. Би го оставил за мене. Сепак не се скаравме до крај. Поло шишенцето останало. Извореден професионалец. Јас сум присуствувал на огромни такви, не беа тоа баш кавги, ама така добро смислени беседи меѓу него и Скендер Кули, уште една легенда на ТВ Скопје. Навистина беа забавни. Големи професионалци. Да. И сега, имаше кавга, ама професијата и квалитетот подброеден. Да. Сега, тоа што те карактеризира тебе е македонскиот јазик. Спомна, значи, дека во на тоа гостување на ТВ Љубљана ти си говорил македонски јазик и во целата кариера немаш ниту еден пренос кој е, да кажеме, ниту едно јавување за телевизија кој е на српско-хрватски или
друг јазик нема, кој би можело, нели, да ти да се јавиш на друг јазик. Значи, постојано сите ние преноси, ги има и јадници, така, се направени исклучиво на македонски јазик. Се сеќавам 1984 Олимпијадата во Сараево. Дали беше негде декември или јануари, ако е декември, тоа значи е 83-та. Имаше емисија посветена на Олимпијадата. И гостуваа телевизиски коментатори, и јас гостував, веројатно, со Владанко Стојаковиќ. Извореден професионалец, врвен телевизиски коментатор, особено за фудбал. И кога почнав да зборувам, ја ме представи водителот, викам, кога тренав, изутрина од Скопје се појавија на аеродромот првите снегулки. Стоп, водителот. Стоп. Прекина снимање, па говори каде да те сви разумеju. Тоа во Сараево. Во Сараево. Тоа е во пресрет на Олимпијадата. Да. Миле Печанец, уредник на емисијата, ја викам, молим вас, иде уредник да разговарам. И искочивме надвор. Добро, Миле, зборувам српско-хрватски, колку што знам. Да. Зошто сум ја овде? Па како коментатор на телевизија Скопје. И што е карактеристика на телевизија Скопје? По македонскиот јазик, да. Па језик. Да. Па јас поради тоа сум овде, викам. Поради јазикот. Јас викам, ќе продолжувам да зборувам на македонски. Ако тоа не би се вклопува во емисијата, можете да продолжите пред. Не, како? Се враќам ја, нормално завршувам. Зборувам полека да ме, бидејќи имаше и некои прашања во емисијата. И телевизија Скопје од 14 декември, мислам, почине 1964 година, до моето пенсионирање на 10 април 2001 година беше, ми се чини, да. Да, една година и војник, тоа не се смета. Добро. 40 години и 10 дена работен стаж. Сите преноси на македонски се разбира. Ти ги има на 2000, така? Па добро, 2300-400, не знам, некаде до 2135 сум ги белешал таму. Бидејќи потоа поминав на време заедно во Канал 5. Да. Ај, тоа може би не се... Нема иста Не, тежина. зашто? Мислам тоа Канал 5 имаше преноси од шпанско првенство. Да, Реал Барселона, да. Она најголемото дерби во Европа. Имаше од германско. И од германско првенство, И да. ти инсистираше Мајнц да се дава, така, како што играше Никол Черноевски. Така е. Голем придонес беше... Еве, телевизијата е едно заслуга на телевизијата што Николче играше во репрезентацијата, што го видаат и нашите селектори, нашата фудбалска јавност. Да, па, благодарение на тоа, тој заигра за репрезентацијата и остои голем билек во репрезентацијата. И сега, нели спомнавме Олимпијадата во Сараево, јас се сеќавам, например, од тебе, значи, моите први фудбалски почетоци кои сум гледал на телевизија, нели, првите надпревари кои што ги имам гледано, ми се со Атанас Костовски, не ни знаев како се викаш, но твојот глас ми беше препознатлив, нели? И ако сум имал некои тамо 4-5 години, на колку светски фудбалски првенства и на колку олимпијади си бил директно да известуваш? 1960 година. Што е тогаш? Ај се, сети се што е тоа. Тоа Олимпијада во Рим? Може би. Не.
Хелсинки? Не. Сега. Сега можеме овака до утре. Како рече 1960 година, така? Олимписки игри се? Не знам, гледај се. Или светско првенство? Не, па не се олимписки игри, а? Игри во 1960 година. Ајде да видиме сега, дали имало? Да. Да, во Рим, 1960. Па добро реков ја. Така. Значи, од тогаш. Тоа е пред телевизијата. Пред телевизијата. Да. Тоа е значи за млад борец, така? Млад борец. Да. Млад борец е голема новинарска школа. Секако. Голема новинарска школа. Штета е, тој е прв македонски вестник. На пролета 1900. Добро, тоа го рековме, да. Сега, значи, од Олимпијадата во Рим, видовме, значи, 1960 година, и последната која ти беше Олимпијада, тоа е, значи, вајда во Сел, негде, 88 или Не. Барселона, Не, 92. не. Атланта? Па таа е. 96 година. Не беше, можеш и 2000-тата да биде, ама Сиднеј. не бидна. Не видна. Тогаш бе веќе во аут Да, ај Во ќе стигнеме клупа. до аутот. Да. за резервни фудбалери. А светските првенства исто се некои 8 или 9, ако не се лажам. Не, Само Милчо не, Дргутов не, има не, повеќе. Не. Јас со светските фудбалски првенства долго водев, му симнам капа на Мијалче. Не, никој не може да се Милчо Дргутов, ќе го И викнеме и да него. тера, мислам, извореден професионалец е, знае едноставно и сега мислам дека има свој подкаст или како се тоа вика. Има, да. И добро работи, Одлично. гледам и со Да, сопругата. и ќе оди со сопругата ќе одат заедно на светското првенство во Соединетите Американски држави. Си играл повеќе места, ма тие кидат во Сан Диего, ако не се лажам, да гледаат надпревари во Лос Анџелес, уствари, не во Сан Диего, кај што си играат 4 надпревари од следното светско првенство, така да ќе имаме наш новинар таму. Одлично. Кое светско првенство најмногу ти остави впечаток? Сигурно првото. Првото. Тоа е во Тоа е во Англија. 66 година. Да, тоа е светски првак, се англичаните стануваат на еден интересен начин. Беше на финалето на тоа? Бев асистент, носев кисела вода на Младен Делич, на Владан Костојаковиќ. Голема школа, мисламе тоа. Тоа се големи имиња, само да кажам на гледачи, бидејќи не знаат помладите кои се Тоа се- Стојаковиќ и Дилич, тоа се големи коментаторски имиња. Јасно. Да. Па, мислам дека големите надпревари, не мора човек и да ги работи, доволно да ги гледа, се по една година школување. Во занатот, мислам. Да. Носењето на кисела вода или на кафе на повозрасни колеги, и тоа е нешто. И тоа е нешто, да. И значи Се учи. тој надпревар, легендарен надпревар помеѓу Англија и Сојузна република Германија, кој се игра нели на Вембли во Лондон, 66 година, тој е еден од да кажеме, најзапомнетите надпревари во историјата на фудбалот. 2-2, по ние 4-2, нели, за англичаните и оно еден, како да го кажеме, гол кој до ден денеска не знаеме дали беше или не беше гол, дали топката е помина линијата и така натака. Сепак судијата кој од Советскиот сојуз тоаш признава гол за Англија. И Англија благодарение на тоа е, нели, Гол има кој судијата ќе пресуди. така, да. Жалби. Потоа реакции и така натаму Ниеден секојаш. резултат не бил сменен, да. Меѓутоа мислам дека реално беше. Реално беше. Голема школа се големите надпревари. Јас се сеќам со Младен Делич и Владан Костојаковиќ во Ливерпул некој надпревар гледавме и некој чуден резултат и Младен вели, ајде мали спремај се и има ти тоа да коментаришеш што. Ама ја викам, слушај, ако коментирам ја на македонски го коментирам. Аха.
Не бев асистент, не носев кисела вода, носеа други, меѓутоа беше убаво да се биде на едно светско првенство, да се учи од повозрастните колеги, па дори да им се носи и кафе. Така се. Секоја школа се плаче. Апсолутно, да, посебно такви големи имиња. Сега, првиот надпревар на репрезентација на Југославија, мислам тоа дека е Југославија и Германија, и тоа ти го коментираш тој надпревар? Тоа е во 60-тите некаде би требало да биде. Па сега, како да кажам, некаде почетокот на 67 година, тоа се случува пред 68. 68 е на некој начин Италија, Италија, Југославија, Европско првенство, и Југославија игра со Советскиот сојуз, со Англија и Италија. Да. Тоа се тие 4 репрезентации. Југославија со Англија, а Советскиот сојуз со Италија. И да, знам дека 1-0 како беше со голот на Џајч беше. Да, Југославија победува, јас го работев во Неапол месечини Советскиот сојуз и Италија. Италија тука победува со едноставно со жребка. Во финалето играат Италија и Југославија. Југославија изворедна, меѓутоа во првиот надпревар нерешено, во вториот победи Италија со 2:0. Беве со колегата Никола Солдатов. Вториот надпревар го работев јас, тој си замина за Скопје. Бидејќи такви беа пропозициите, немаше после нерешен исход Пенали, да. пенали, него нов Уште еден надпревар. надпревар, да. Тоа беше вака на стартот на кариерата, што се вели, прв голем надпревар, директно да го пренесувам. Освен се разбира присуството на светското првенство во Англија, каде што бев со задоволство, ќе кажам, асистент на Младен Делич, И сега, на Младен Костојаковиќ и така натаму. сега, она светско првенство во кошарка во Словенија, што се и тоа и мислам исто така дека имаш коментирано таму, така? Тоа е 70-та година, ако не се лажам. 1970 година. Од Љубљана е тоа. Во Љубљана е и добро, можев и слика да донесам. Тука сум негде со главата меѓу Тито и Јованка. Аха, значи на право место, да. Незаборавно. Го коментирав надпреварот. Победивме, Советскиот сојуз изгубивме. Она последен не беше битен надпревар. А тоа групна фаза, да. Да, на финалето и на 25-ти одиме на роден денот на Тито. Специјален авион. Борис Кристанчич, кој изворено зборува македонски, се школувал во Скопје, и вели, земјак, спреми си ги, вика, и алиштата од Љубљана, одиме во Белград, од Белград ке се продолжи за Скопје. Во авионот, и се интересно, Драган Никитовиќ, штамбохер од Словенија и Јатанас Костовски, новинари. Пази сега, српско-хрватски јазик, словенечки и македонски. Тоа беа државните јазици во СФРЈ. Да, да. А Борис Кристанчич, кој учел во Скопје, ми рече дента пред тоа, ајде земја, вика, спреми си коферите утре преку Белград и оди за И Скопје. бевте кај Тито на пријем? И одиме на роден денот на Тито. И влегуваме во на голема сала и Лазар Лечич, кој беше на Ранко Шеравица, Помошник. помошник, вика, какав паркет за кошарку. Во... Леса ту бавина во Да, нас, да. во свечената сала. Одма он за кошарка. Ече легендарен И ме тренер прими на Тито. работнички. Има нас фотографија, мојата глава се гледа тамо за Тито и Јованка.
беше предвидено околу 40 на минути. После саат и пол дојде докторот или некој од протоколот, ајде, Мора да додиме. мора на други нешта, на активности на роден денот на Тито. Им се заблагодари за тоа што роден денот му го направиле многу подобар, да се чувствува поубаво. Изворена атмосфера. Човекот едноставно сакаше што може да ги задржи златните момчиња. Да. И можам да кажам дека сите дојдат до збор што се вели. Го интересираше се. Дури мислам да на нашиот Лазо му рече Грк, како си? Да, Лазо Лечич? Лазо Лечич. Он беше помошник, беше Да, знам. на Ранко Шеравица. Да, има и во филмот. А ти кажа нешто таму или само кошаркарите? Да? Седев јас со тамо на крајот. Кој сум ја да кажам тамо? Слушав. Сега Скопски Вардар, сега нели делот вашата работа е поврзана и со, кога мислам вашата, мислам на телевизија Скопје е поврзана и со ние со да кажеме успесите, подигањето на клубот кој од една како да кажеме подпросечен клуб станува еден од најквалитетните во некогашна Југославија и несомнено најдобар во Македонија. Како идеше тоа? Па Вардар, преку Вардар и ние доаѓавме до збор што се вели во Југословенската телевизиска програма. Редовно известувавме Вардар во прва лига, значи и ние сме прволигаши, Вардар во втора лига и ние... И ние второлигаши, да, не е исто, да. Па добро, Вардар, па работешки кошарки и така надолу бевме присутни. Спортскиот преглед беше на јазикот на народите на Југославија. Значи, спортскиот преглед признаваше извештаи на српско-хрватски, на македонски и на словенечки. Колку по-квалитетни екипи имавме, колку повеќе прволигаши во сите конкуренции, толку повеќе ние ќе бевме како телевизија Скопје присутни на југословенскиот етер и толку повеќе ќе не познаваа, да речеме. Имаше некои рубрики во спорт, цензура, едноставно анализа, коментари. Да. Така да кога ќе се појавиш името тамо со пофалби, ќе се прошеташ по чаршија вака со дигната глава, ама и ќе те критикуваат нормално. Да, па има сум читал тамо некои стари во архивите, каде што името на Атанас Косовски навистина се, мислам дека од Белград е новинарот кој вели еве едно ново откровение во спортското коментаторство, подготвен е, вели, многу е добро подготвен за надпреварот и информациите ги кажува во вистинскиот момент, а не досаѓа со тоа, да кажеме, кога е непотребно. Добро, јас го гледам преносот. И сакам да чувам нешто што не го знам. Сега, веројатно, и оној што ќе го гледа преносот, а ќе ме слуша мене, сака да му пласирам такви информации. Така е, да. Ако постигне гол, дали воопшто пред тоа постигнал голови и колку. Така да... Дали е добар стрелец или не, или имал среќа. Убава е подготовката, но не да бидеш и да робуваш на подготовката. Податок во вистински момент. Те држи режисерот на екран, да речеме, некој играч. 15 секунди. Тоа е вечност. Да. Ако не го дополниш тој кадар со неколку зборови, а што предпоставуваш дека гледачот не ги знае, тогаш си ја направил вистинската работа. Си напишал легенда. Односно, си ја дополнил со збор сликата. Тие подготовки беа потребни, но не требаше да се робува на подготовката. И сега Вардар, значи таму некаде, нели, кон средината 80-тите години е веќе многу битен тим. Знаеш што значи, кога Вардар ке беше во добра форма, кога Вардар ке беше во прва лига, а и ние бевме прволигашки коментатори. Да. Не сме од втор ред, што се вели, бевме присутни. Атанас Косовски, Иван Мировски, колегата, да речеме, Лесна му земја,
бевме присутни на југословенскиот простор. Да. Вардар во втора лига, нема да те чуат, ке те заборават. Така да квалитетот на спортистите беше и за нас додадена, би рекол, вредност. Додадена вредност. Сега, онаа шампионска титула на Вардар е, да кажеме, многу контроверзна од нели, многу ми навела тоа е, нели, ова Шајберова лига, Шајберов шампион и така натак, односно да подсетам ја, кога тогашниот председател, нели, на Југословенскиот фудбалски сојуз Шајбер од Загреб, Славко Шајбер, да, нели, ги казни, мислам дека беа 12 од 18 екипи ова ги казни поради сомневање за наместени надпревари во претходното коло. На Партизан му беше одземена титулата претходната година, Црвена звезда беше прогласена за шампион и во наредната 12 екипи стартуваа со минус 6 бода и Вардар, кој не беше казнет, нели, на крајот од сезоната беше шампион и беше впишан во протоколите на Сојузот како представник на Југославија во тогашниот куп на шампиони, нели, денеска тоа Лига на шампиони, тогаш се каже куп на шампиони, и играше во првото коло и загуби од португалскиот Порто, во тоа време актуелниот Се така добро, драги мои колега. Дали тогаш, ја не сум сигурен дали ова вистина, бидејќи се вика митови факти, се вика оваа емисија, дали тогаш Вардар беше бойкотиран од остатокот на новинарите во Југославија или тоа ми е Беше бойкотиран од телевизиските станици. Значи не и од вестниците, да кажеме. Не. Вардар имаше состав за почит. Апсолутно, да. И мислам дека имав јас некој коментар, не може да се савам, меѓутоа изведо факти во првиот дека и со не казнетите бодови Вардар ке си беше прв во првиот дел од првенството. Знам во првата полусезона. Да, првата полусезона. Да. Знам дека овде ние вршевме директен пренос од Порто. Знам дека остатокот дадоа магнетоскопска снимка. А не врша пренос? Да, тој беше тој бойкот. Од овде директен пренос презедоа. Вардар изгуби 3-0, добро, не е битно. Порто беше јак, не е битно. Меѓутоа, тоа е тоа. Вардар имаше состав за почит. Вардар така со тие одземени бодови ке беше меѓу првите, мислам. Првите 5. Така да тоа е генерација кога и Панчев и другарите негови, таа генерација веќе силно зачекори на светската, би рекол, европска фудбалска сцена, не само на домашната. Меѓутоа така беше, секој силниот, моćниот, да речеме наш финансиски малку повеќе не чинеше како телевизија Скопје. Затоа што ние директен пренос од Порто вршевме тие магнетоскопска. А не учествуваат другите, да. Добро, во откупното право се учествуваше, тоа беше систем, јерата, тоа беше секој според бројот на претплатници и така натаму. Ние имавме под роси скалата, толку и толку плачавме за секој откупно право. Да, беше силен спортот во таа заедничка држава тогаш. Да, многу. Меѓутоа, Вардар си беше квалитетен, таа година, тие години беше тим за почит. Апсолутно. Сега, од тој тим за почит, после имаше и некои репрезентативци кои играа на 90-те, играа на светското во Италија. Така, играше и Дарко Панчев и Најдовски, таму се најде и Војадин Станојковиќ исто така беше дел од тоа. Доволно е, ако се тројца од таа шампионска генерација на Вардар, да покаже, да потврди дека не случајно била таа генерација во тие години меѓу најдобрите во Југославија. Апсолутно. Мислам дека и Стјепан Бобек остави белек. Имаше он нешто во себе, не само името и презимето што се вели, пленеше вака, се лепеше
и јавноста, а и фудбалерите сакаат да бидат Значи, во составот на Вардар. Тој е раст на Вардар, со него почнува, така? Не, Вардар си растеше. Али Бобек генерација. направи, да кажеме... Добро, Бобек подотвори него, вратата. Да, ја подотвори вратата, да. Така некако би можело тоа да се каже. Сега ја спомна, нели, го спомнува надпревар во Крањ, првиот на независна Македонија, на македонската фудбалска репрезентација. Тоа може би е и најдобриот надпревар што го одиграла Македонија. Тој прв. Имало и после и други, имало и големи победи, имало и не ќе ме да минимизирам нешто. Успеавме нели да се пласираме на европско првенство, ама така сигурно и добро ја не се сеќавам подоцна да сме одиграле. А сепак да кажеме резултатите секогаш беа некако малку послаби. Ти претходно рече очекував нели по тој надпревар Словенија да бидеме на вистина нешто да направиме, сепак тоа не се случи. Зошто не се случи? Поради организацијски или играчки причини? Што мислиш ти? Па фудбалот е скапа играчка. Таа генерација на Вардар, веројатно не на Вардар, него на Македонија. Да. Бидејќи имаше тука фудбалери и од други, али добро, основата беше Вардар. Веќе беше докажане и во странство игра. Да, повеќе надвор. Да. Сега таа концентрација на квалитет да се задржи е тешко. Да речеме, Дарко можеше многу повеќе да покаже и во репрезентацијата на Македонија, ако не беше Интер, да речеме, да беше можеби во некој друг тим, ќе беше многу поподготвен. Ја мислам дека Интер не беше него среќен избор. А мора да имаш звезда пред се во репрезентацијата, некој да подотвори вратата и за другите. Да. И мислам дека тие 4-1 и таа прва победа против Словенија, знам директен пренос обезбедивме, колку радост донесе македонската телевизија тогаш на овој наш простор. Ајде да речем спортски, фудбалски. Мислам, таква игра и таква победа веќе не повториме надвор од нашите граници. Да. Меѓутоа, за да се остане на европската фудбалска сцена, треба многу работа. И вложување И вложување и веројатно систем на надпревари, дали е тој или не, дали е можеби 12, 14, 16 екипи во првата лига, еве сега некако пожаи да бойкотираат. Мислам дека фудбалот пропуштивме во тој изминат период да постигнеме нешто повеќе на европската фудбалска сцена. Малку ни е едно учество. Малку е. И јас мислам така. Сега, нели, говоревме нели за почетоците, за како се развивала нели работата во ТВ Скопје, па потоа во македонската телевизија. И таму некаде пред пензија Атанас Костовски се соочи со суспензија, така. Со селење, со казна те преселија од спортската редакција во документарната редакција. Мислам, тоа никогаш не се реализираше, ама ти доби такво решение, така. А може ли да се подсетиме што се случуваше тогаш? Тогаш на власт е првата влада на Имав. На ВМРО ДПМН е предводен од Липчо Георгиевски. Не. 99-та година, така? Да. 99. Имав јас многу добри новинарски учители. Да речеме, почнав кај Мирко Миронски, 1958 година, со Солдатов Никола, кој од радиото дојде во телевизијата, јас му бев уредник, меѓутоа го почитував како 10 години по возрасен и толку искуство, 11 години, така да купував многу од него, пред се објективност.
Црното секојаш може да биде црно, белото бело. Во новинарството лагата е краткотрајна. На првиот свиок веројатно ќе те откријат. Вистината на секаде, особено во новинарството, е она што ќе те води напред. Мора црното секојаш да биде црно, белото бело. Апсолутно, да. Мислам, тој основен постулат што се вели во новинарството може да те донесе до мирна пенсија. Да имаш мирни денови. Јас мислам, секојаш зборував за вистината. И зборувајќи за вистината, имав проблеми. Зошто не знам. Јас мислам дека имам дедо и нинденес, баба, си ја сакам државата, си ја сакам Македонија, си го сакам јазикот. Секој сум зборувал и надвор и ова, на македонски сум бил и председател на спортските новинари на Југославија 74-76 година. Да, почитував зборував колку што знам српско-хрватски, новија состаноците, за да бидеме поекспедитивни. Меѓутоа беше тоа на наш состан, официјално пред камера, секојаш македонски. Бидејќи ако не е македонскиот јазик, јас немаше да бидам таму, да го имам тоа место, ако не бев македонец, во таа заедничка држава. И мислам дека јазикот е белек на нашиот квалитет, да речам на некој. Не разликува од другите. Ама не беше проблем јазикот, туку тоа што беше кажано, нели? Сега. Македонскиот јазик. Се сеќавам бегалска криза. 99-та година. 99-та. Стенковец преполн. И јас сум кај генералниот секретар на Фудбалската федерација на Македонија или Сојуз, ајде, Илија Игнатовски, и ми вели, многу интерес постои за финалето. Финалето на купот на купот, Македонија, да. А играат Вардар и Слога и го магнат. Вика, се пријавија многу странци, сите што се во Стенковец ќе дојдат на финалето. Интересно. Како да предосеќаат некаков... Играат македонци и албанци. Да, идеме. Они го сметаат тоа сега. Слога и го магнат како албанска екипа. Да. А Стенковец е со бегалци од Косово. Да. И ја го гледам на преварот. Победи Вардар 2:0. Најдобар на теренот беше Артем Шакири, албанец. Од Вардар. А во исто време Македонија треба да игра со Хрватска во квалификациите за Европското првенство. Во Скопје на 5 јуни месечи. А ова се случува на 23 мај. Хрватите поради кризата и поради Стенковец и сето тоа бараат над преворот да се игра на неутрален терен. И сега натпреварот заврши како што треба да заврши, во идеална атмосфера, победа на Вардар 2:0, без никакви инциденти. И јас сакам да потврдам на некој начин, низ коментарот, секој понеделник имав коментар на телевизија Скопје, на македонска телевизија, дека Скопје е мирен, безбеден град, дека над преворот Македонија, Хрватска, треба да се игра на нашиот градски стадион. Да. Глупаво е тоа баре на Хрватска да се игра на неутрален терен. И се играше во Скопје, да. И се играше во Скопје. Да. Ама во коментарот кажа... Во коментарот кажав некаде дека по надпреварот, јунакот на надпреварот, се најде на рацето на навивачите на Вардар. Преведено, македонците го носеа на раце албанецот Артем Шакири. И тоа беше спорно.
Ја не можам да сватам зашто е спорно ни денеска, ни тогаш. И јас во среда, тоа се случува во коментарот во понеделник. Добро, и некои други работи спомнав, сето тоа, меѓутоа таа е клучна реченица. Во среда пренесувам финале на Лига на шампиони. Не знам кој играше, заборав, мајте сега. И у четврток звони телефонот, колегата Горан Милковски, уредник на редакцијата, што правиш, така, што работиш, треба тоа да работаме. Вика, слободен си, така и така. Добро. И доби решение за... Не доби решение, не го напиша, него треба да се селам во документарна програма, во не знам што. А јас, тоа е 99-та, во април 2001 треба да одам во пензија. Значи 2 години. И немаше повеќе коментари во дневникот, така? Тоа ти Не се појавише во дневникот. Сега што се случува? Аха. Тоа било, како сум ја можел да кажам, македонците го носат албанецот на раце. Што има сега страшно? И ајде де. Прво е факт, нели? Ти кажа, факт. ако окото ти види, факт, тоа е, факт можеш да го е. напише. Да. Тоа е И факт. сега, еве, веројатно може и Христијан Мицковски, сегашниот прв човек на како се вика, патриотската партија на нашата држава, да го слуша. Тогаш првиот човек на македонската телевизија не му се допаднало дека тоа го рекол еден македонец. Дека македонците го носат. Тоа било албанец. лошо за македонците било тоа. Не може да го сватам тоа. Тоа е. Ој, новитет во... И моја добро глава. ме преселија на клупа, после добро. Па пишува вестници, пишува, речеме сегашниот уредник на телевизија Скопје, Драган Николовски, мислам, беше на спортска, сега да е прв човек на телевизијата, имаше извореден коментар. Имаше, да. Во заштита на авторот на Атанас Костовски на еден телевизија тогаш. Да, имаше. Драче, ако гледаш, слушаш, ти благодарам за доцето. Сечевам покојни Дарко Марковиќ, кому јас му објави првата карикатура што се вели во Младборец, имаше во екран или не знам каде, во кој. Не, во дневник. Или во... Имаше многу намери, имаше многу реакции и така натаму. Ми е драго се разбира. И добро, после ме помилува и се не ме врати. Продолжи да коментираш на тема. Меѓутоа веќе мојот лик не се појави, коментирав. Последната Олимпијада во Сиднеј не бе во првиот тим. Ме вратија, после коментирав. Пак на крајот на криштата некаде во февруари пак во некој интервју во Антена, во Дневник, кажав нешто што не им се допадна. Па дури и од тоа ме семна, и последните 2 месеца воопшто и не работев, примав плата на 10. април 2001 година отидов во пенсија. И после беше она, нели, во Канал 5. И така, добро, не сакам да речам хонорарно. во телевизијата вистината, сликата потврдува. Лошо е кога ќе се замеша и политиката таму каде што не е местото. Не знам, јас само пренесов вистина дека хероина над преворот беше Артим Шакири. Така е, така е. Са што ми требало да речам дека албанец од Македонија. Па точно да потврдам дека Тоа се случило. Ама тоа е факт, тоа е истина. Да. И дека ние одлично, без замешување на политиката, добро си живееме едни крај други. Да, добро сега. Мислам дека да не се уште некои луѓе од тоа време во телевизијата, може би и се. Може на би, рекуваат место. не знам. Не знам. Не Ај не ме не интересира. Многу време помина. Не е ни битно. Ајде сега тука Не, некаде... лошо е тоа за новинарството.
Добро, тога се случија толку многу лоши работи што ова твоево изгледа малци бенигно. Во споредба со сева Добро, што не, ни се не случи на може нас. ептен да му направат на некој што на крај да мелувач Добро, да, сега, на значи, телевизијата. ако зборуваме сега кои се нели манекените на телевизија Скопје, потом македонската телевизија, нели лицата, оние најпрепознатливите лица, таки во најавата да, значи тоа е Атанас Костовски, Бранка Станковска и уште неколку лица, нели кои што го одбележаа тој, да кажеме, одбележаа таа телевизија, на крајот нели пред пензија да се доживее една таква непријатност која поради нешто што мислам дека си требало да бидеш награден, а не казнет. Ако И сега која емитуваат шпицата од првиот дневник, ме нема. да, тоа го кажавме. Да. Ма тоа е фалсификат на историјата. Така е, да. Ние, македонците, не треба да си ја фалсификуваме собствената историја. Да. Сега, што е со... Значи, останавме на гледачите должни, бидејќи не го спомнавме самиот почеток, а почетокот е нели твоето раѓање и животот во Пехчево и школувањето во кој град беше, извини? Кочен. Во Кочани. Пехчево, само еден... 1938 година, се роден, тоа го 38. радов, да. Значи пред Втората светска војна. 1 август во честна или не, добро памти се. Добро. Интересно, од тој период еден податок ми останува. Една случка ја раскажував. Пехчево има убава касарна. И беше Црвен крст да не ја бомбардираат и така натаму. Дојдоа германците, бугарите, се разбира. Има Вујко, тој во партизаните. И сега две случаи само ќе кажам од тоа време. Чука барабанчето. Тоа е она звучници, тоа е. Кој има да се соберат и да слушат си информација. И дојде со барабанчето човекот, чукаше во улицата и сега на пријателите на окупаторите, ама тие се ослободите на бугарите и на германците, да им дадеме кој што има. Односно да ни земат, да изнесеме. Храна, шо Така. да. Значи ви зимаат на културен начин. Да. И тетката, Тена се викаше, не собра сите деца од малото. 11 на број. И не поседне вака еден крај друг. Ја бев некако на крајот. Тоа е 43-та година, значи имам 5 години. И дојде човекот со тапанчето, е бугарин и германец. Прво бугаринот, па германецот одеше. И сега ги прасињата, телиња, прасиња, не знам што. И он имаше една свинче, прасица, пред породување, да речам, голема, ја собри, ја зедоа, ќе ја носат. Плаче, крши раце, плаче жената. Види колку деца не собра, сите паметна, ума. Треба да јадат. Не собра, треба да јадат. Не, бугаринот нема, носи. Германецот последен одеше. И виде вака човекот некако, и ја бидејќи последен, дојде ме помилува. Некако неговите раци ги почувствав на лицето. И вака, знаеш, жално некако како да ме погледна и ја врати прасицата. Тој е германец. Германецот. Му осетил Бугаринот немаше ни угаленje, ни... Ја остави, да. Прасе. Ја остави прасе и продолжи една. Тетката, радосна сироче, ја спаси с прасицата. Да. А одеше напред тапанчето, збореше сите што имат да донесат за ослободителите, за пријателите и така натаму. И ја спаси прасицата. Не се заборава тоа, мислам, да те допре германец. Да. Не сум знала кој што е, меѓутоа груби раце, але
нежно ги почувствував. Веројатно он таму негде дома оставил дете. Му зеде таа слика и остави прасицата. Тетката ја спаси прасицата. Пази, ова не се заборава. Така и сега Војне- дочево, немаше училиште за мораше во Кочани или се Не, преселивте? имаше до 4-то одделение. До 4-то деление, да. Па 5-то тогаш до 3-ти клас се одеше. Така, да. А 4-ти во Кочани. Во Кочани. И тоа е 51 50. година. 51 51 година, така некаде. Мора да се оди тамо. Тоа Кочани. Сега Кочани за жал нели по лошо го спомнуваме, но тебе претпоставам тие во добри Ја во добро го сеќавања. споменам, бидејќи тоа е еден од периодите кога веројатно надградба школа, тоа е 4-ти клас, тогаш полуматура беше 3-ти, па 4-ти, почне 5-ти, 6-ти, 7-ти до 8-ми. Тие се едни од најубавите години, тие се паметат. Јас тамо нацртав првата карикатура, од таму кој правив првите новинарски почетоци. Од Кочани. Мојот всушност влез во новинарството и карикатура. Мојот кревет Каде објавија? во Младборец. Во Младборец. Значи се е Младборец. Се е фактички. Младборец. Да. Младост. Креветот мој е до вратата во интернат. Пекче во Кочани, преку еден стар пат, преку Делчево, после се направи краток преку Блатец. И сега се сечавам, Во еднаш интернатот. врнеше. Аха. Врнеше многу и јас, бидејќи до вратата спие, керамидите биле скршени, не знам што, ме буди дошт. И ја нацртав карикатура, спие ученик, дете, Да. со отворен чадор. Оф, леле. И се објави во Младборец. Значи тоа, значи на Тоа е, лично така е искуство. мојот влез во новинарството. во новинарството. Значи влезе преку карикатура, на крајот излезе со казна од новинарството, така некако може. Па, да го сумираме. да, отидов без поздрав. Се сеќам колегата Зоран Михајлов. Јас некако веќе тоа време соработував надвор веќе, мислев, некои други работи. Колегата Зоран Михајлов ми телефонира, дојде вика последен работен ден ми дадоа слика. Колегите им благодарам и денеска на 10 април 2001 година отидов да си ја земам сликата да им речам благодарам. И тоа беше тоа. Тоа, меѓу да се вратам во Кочани. Тука и заработив и првите пари. Како? Да живее 1 мај. Да живее Тито Лазо. Убаво цртав, пишував и земјоделска задруга, керамиди и да живее 1 мај. Да Тоа оние пароли што требаше да се паролите, ама на керамидите треба да се пишат. И Борче, професорот по цртање и музичар беше, заедно ме носеше и јас со креда пишував, па фарбав тоа после да живеат другарите и да Тито живее Лазо, брва и добро. Има толку пари, пари. додам на екскурзија низ Југославија. И О, се значи, првите не пари се што мали ги пари се тоа. работев, да. И бога ми, земјоделските задруги беа добри. И долго фарме, па едно 10-20 метри долги керамиди црвени, па со креда, па после со бела боја фарбавме да живее Тито Лазо. Да живее 1 мај. И цртав карикатури, и така првата карикатура, значи во новинарството, јас влегав во карикатура, спие ученик со отворен чадор. Да, да. И од озгора капе. И после 2-3 дена кровот го направија. Значи имало и Сватив колку е јак печатот, критиката, карикатурата. Го поправија го поправија кровот. Да, не врнеше, односно не прокиснуваше, како се вика тоа. Не паѓаше извинувам. дош веќе на мојот кревет.
Таско го исцрпевме времето за оваа епизода на Митови факти. Мислам дека кажавме доволно. Ни оддалеку се, има километри да се раскажува за твојот живот, за твоето искуство, но јас сум неизмерно благодарен. Па да ти благодарам и тебе малку прашина. Оттргнавме од некои заборавени работи. Иначе ми е криво се, слаб ми е видот. Не можем да пишувам вака. То можеш да ме диктираш, па јас ќе објавувам. Последен пат, па хајде додатокот да го објавиме. Ајде. Што пишува последен пат? За како партиите нели велат без М, нели портпаролите на партиите. Наместо СДСМ, СДС, а вие ДПНЕ без М. Како СДС или СДС и ДПНЕ. ДПМНЕ. Да. Па има додатоци тука. Мислам тоа треба на некој начин уредниците на телевизиите кој ќе го С прочита С, а ќе го М, Да. треба тоа да го фрлат во кош. Да, да не го објавуваат. Да не го објавуваат. И ја мислам, после првото необјавување, под паролот на партијата ќе свати зошто, мислам, тоа е тоа. Тоа е додаток на таа последна колумна во Слободен печат што објавив. Значи, на потек се уредниците на дневниците на македонските телевизии. Добро да слушаат оној што ќе рече С, а ММ има право да го фрли во кош. Така е. Па тогаш под паролот ќе праша зошто не отиде и треба да му вратат информации. Не беше добро кажано, да. Мислам дека сите на своите работни места треба да делуваме, зашто јазикот е оној што ме разликува мене од колегата, ајде да ги спомнам, и Никитовиќ, и Делиќ, и Стојаковиќ, и ајде Марко Рошман, додам подалеку. Зоран Поповски, Лесна му земја, извореден коментатор на српско-хрватски, овде се врати, кој ја заврши кариерата со македонски јазик, му требаше сепак, да речеме, месец дена да се Прилагоди. не да се прилагоди, него да тренира да изговора еден избор неколку пати за да постојано дојде на она место што било. Сепак јазиците се нашето богатство, а јазикот е оној што мене ме разликува и ме разликувал од моите колеги. Ти благодарам што малку издува прашина од помалку Некои веќе подзаборавени работи. заборавени работи. Ти Благодарам и јас уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од Митови факти. Ви благодарам. Мислам дека сме готови.